Проблем број 1 со кој се соочува Македонија е иселувањето на младите, порача заменик председателот на опозицијскиот Социјалдемократски сојуз на Македонија Радмила Шекеринска на трибината иднината на младите тука или во странство, која се одржа во Тетово. Шекеринска посочи дека според одредени статистики, дури една половина од младите во земјава сакаат или планираат да заминат во странство. Уште пред 20 години еден познат европски политичар рекол вака: за да ти кажам каква е државата, ми требаат две бројки. Колку луѓе сакаат да влезат и колку луѓе сакаат да заминат од неа. За Македонија тие две бројки се стравични. Никој не сака да се врати, а многу сакаат да заминат. И тоа покажува дека работите ни се тргнати во надолна линија по сите прашања. Политика, економија, социјала, се што им е битно на граѓаните. Затоа час поскоро ни требаат политики кои на младите ќе им понудат шанса да останат тука, да создадат свое семејство, ама и да го прехранат тоа семејство. И ние и овдека ќе ги спомнеме мерките кои што неколку пати ги повторувавме, а тоа е воведување на европската гаранција за млади и воведување на серија на мерки со кои бројот на млади кои што ќе добијат квалитетна работа, а не минимална плата од 8.000 денари, ќе се зголеми. Само така младите ќе останат тука. Председателот на Социјалдемократската младина на Македонија Тетово, Даријан Сотировски, смета дека за ваквите проблеми треба отворено да се разговара, а не да се бега од нив. Тој зборуваше за причините поради кои младите си заминуваат и за можните решенија. Основен предуслов за еден проблем да биде решен е за истиот да се разговара. Проблемите се решаваат со приоѓање кон истите, не со бегање кон истите. Затоа вечера Социјалдемократската младина од Тетово ја прави оваа трибина за да разговараме за проблемите, за причините кои се релевантни за нивно настанување, но и за сите политики и решенија кои Социјалдемократскиот сојуз ќе ги понуди на младите да се реши овој најгорки проблем во новата македонска историја, а тоа бегање на младите. На трибината присуствуваше и председателот на Комисијата за економија на СДСМ Кире Наумов, како и представници на невладини организации.